Сите, почитувани новинари, најпрвин дозволете да ви се заблагодарам за присуството на денешната пресконференција посветена на фестивалската програма на годинешното 64-то издание на Охридско лето. И оваа година зачекоривме со голема возбуда, но и со стремеж да го зачуваме реномето на најпрестижната културно-сценска манифестација. Предизвикот да се биде домаќин на уште едно незаборавно издание на фестивалот Охридско лето не обврзува да понудиме квалитет со кој на сцената по 64-ти пат ќе одекне магијата на бројните светски музички гласови и творечкиот дух на врвните театарски представи. Изминатиот период, работејќи посветено и професионално, успеавме да ги завршиме подготовките во делот на програмата. Посебно ме радува што и годинава успешно го реализиравме проектот концерти преку цела година, со што понудивме исклучително квалитетни настани. Со ваквата новина обезбедивме континуитет во поглед на успешна и квалитетна програма која ќе му даде обележје на фестивал кој ги следи светските големи трендови. Целосно и професионално сме посветени и на сценско-техничката подготовка, со што ќе овозможиме безпрекорна реализација на престојното Охридско лето. Тимски се справуваме со сите предизвици за успешна подготовка и реализација на оваа програма. Почитувани присутни, годинава за свеченото отварање на Античкиот театар ви најавувам грандиозен концерт со светски познатиот виолинист од Литванија Џулијан Раклин, еден од највозбудливите и најпочитуваните виолинисти, која магепсува публиката низ целиот свет со неговиот исклучително богат звук, безпрекорна изведба и маестрална интерпретација. Славниот виолинист и диригент ќе настапи заедно со оркестарот на нашата Македонска филхармонија, кои што годинава слават 80 години јубилеј. Да го погледнеме Џулијан Раклин со неговата изјава. Performing at the Ohrid Summer Festival is always a great joy and honor for me. This festival has such a reputation, such a tradition, and it's a very, very special occasion. This year, the opening night will be on July 12th. I will be joined by the Macedonian Philharmonic Orchestra with a program of Mendelssohn Violin Concerto, which I will be playing and conducting, and Tchaikovsky's Overture to Romeo and Juliet. I can't wait to be back, and I hope to see all of you there. Hope to see you too. Селекторките што седат до мене, маестра Бисера Чадловска, диригент во Националната опера и балет, музички селектор, Сања Арсовска, актерка во Драмски театар, драмски селектор, вложија многу труд и професионалност за да понудиме врвни уметници низ 40 фестивалски денови. Јас лично многу ви благодарам, драги селекторки. Годинешната понуда на квалитетни настани ќе ги оправда очекувањата на нашите пријатели, на љубителите на музиката и театарската уметност. Ве уверувам дека и оваа година, на ова 64-то фестивалско издание, ќе го направиме престојот на уметниците безпрекорен како и секогаш. А сликата што ја оставаме величествена и достојна за фестивал кој е ширум познат по културните вредности кои ги поседува, и најважно од се, ќе создадеме вредност во која ќе уживаат сите љубители на уметноста во текот на сите 40 фестивалски денови. Од 12 јули до 20 август на отворените сцени Антички театар, Долни Сарај, тука, предворје на Света Софија, како и Црквата Света Софија и Центарот за култура, ќе пречекаме над 800 уметници од 24 земји. Србија, Литванија, Словенија, Германија, Австрија, Велика Британија, Италија, Јапонија, Чешка, Венецуела, Бразил, Шпанија, Црна Гора, САД, Хрватска, Словачка, Романија, Грција, Кина, Полска, Франција, Белгија и секако уметници од нашата држава. Љубителите на уметноста ќе имаат прилика да уживаат во 27 концерти, 6 театарски представи и 3 настани во дополнителната програма.
Во денешното идејно решение за рекламниот материјал е изработено од маркетинг агенцијата Идеја Плюс. Дизајнот прикажува стилизирана женска фигура која свири виолина, стоејќи на традиционален охридски чун. Музичките ноти пак околу фигурата ја символизираат хармонијата на музиката и природните убавини на нашиот Охрид. Со фенерот пак како символ кој фестивалот го позиционира како водилка низ светот на културата. Изборот на темно-сината позадина со контури на маски има за цел да создаде мистична и спокојна атмосфера, подсетувајќи на долгогодишната традиција и театарот како дел од овој фестивал. Фестивалот Охридско лето, како дел од Европската фестивалска асоциација, ќе продолжи да ги негува високите културни вредности, за да го задржи епитетот на високо реномиран европски фестивал. Охридско лето е посебен, сите тоа го знаеме, препознатлив и единствен на нашите простори, како еден од најистакнатите културни настапи на Балканот и во Европа и ширум светот, благодарение и на успешните соработки со амбасадите во Република Северна Македонија. Ваквата поддршка низ годините вроди со многу значајни настани кои ја збогатија културната програма во земјата и го подигнаа нејзиното ниво. Во делот на успешни соработки за промоција на културата Охридско лето, и оваа година, заедно со Агенцијата за поддршка и промоција на туризмот, ќе биде дел од активностите за брендирање на нашата земја како врвна туристичка дестинација. За крај, дозволете да изразам огромна благодарност до председателката на Република Северна Македонија Гордана Силјанова Давкова како покровител на манифестацијата, до владата на Република Северна Македонија која преку ресорното Министерство за култура вложува во развојот на унапредувањето на културата во државата. Секако до нашата општина Охрид, како и до нашиот генерален спонзор Македонски Телеком, останатите наши драги и лојални спонзори, нашите помагатели и сите љубители на уметноста и културните вредности. Секако и до вас голема благодарност, медиумите, кои со секој пишан збор, со секоја фотографија, со секој видеозапис, ја креирате успешната приказна на безвременското Охридско лето. Ви благодарам од срце. Јас за она што има во музичкиот дел од програмата, Добар ден и од мене. Еве веќе трета година поред сме со Сања тука да ја објавиме нашата програма која сме ја планирале во текот на годината. Јас секоја година програмата на фестивалот Охридско лето ја концепирам според искуството од претходната година и се трудам да ги следам реакциите на публиката и моите собствени впечатоци да дојдам до заклучок што ми достасува и што би можело да се промени, додаде или одзем. Оваа година 64-тото издание на фестивалот на публиката ќе донесе исклучителна можност да го слушне еден од најпознатите светски виолинисти, Јулијан Рахлин. Уште поинтересно е што тој ќе настапи како диригент и виолинист на самото отварање, заедно со оркестарот на Македонската филхармонија. Исто така како селектор на музичката програма, но пред се како диригент. Сум многу среќна што Македонската филхармонија ќе настапи на отворањето на фестивалот Охридско лето после подолго време, токму во годината кога институцијата одбележува 80 години од нејзиното постоење. Освен свечиното отварање, не очекуваат уште голем број настани. Јас ќе набројам само неколку, а целосната програма ќе можете да ја видите на нашата официјална веб страница. Би започнала со македонските изведувачи, на кои сум исклучително и посебно горда секоја година, бидејќи навистина не изостануваат во квалитет позади светските музичари кои доаѓаат на фестивалот. Имаме неколку настани со македонски уметници, тоа се Марија Ѓошевска и Славица Мицовска пијано дуо, Владко Стефановски на гитара, кој е добро познат на нашата публика и оваа година одбележува 50 години од неговата кариера. Концерт на Камерниот оркестар на музичка младина на Македонија, тоа е еден традиционален концерт кој секоја година се одржува со години на овој фестивал. Потоа Климент Тодоровски на виолина, кој што е самиот охриѓенец и одамна не свирал на
нема концерт на Охридско лето. Понатаму имаме два концерти посветени на македонските композитори Томислав Зогравски, Стојче Тошевски и Гоце Коларовски. А од странските музичари, музички имиња, ќе можеме да ги слушнеме меѓу другото и Герхард Райхенберг, гитарист од Германија, Бери Даглас, пианист од Велика Британија, Драган Ѓорѓевиќ Сузуки, виолончелист од Србија во придружба со Андреј Гугнин, пианист од Русија, Доминик Вагнер на контрабас, Црногорскиот симфониски оркестар, кој ќе настапи со уште еден македонски солист, Нина Гостова на пијано и диригентот Марк Корович. Адриатик пијано квинтетот, триото Халир, Ирина Муресану и пианистот Даниел Делпино. На роденденскиот концерт на фестивалот ќе настапи еден салса бенд наречен Меркадо Негро и тоа ќе биде едно многу интересно слушање која да речеме ќе ги разбие овие класични концерти малку промена е нели добро дојдена за сите. И секако типна музика, секако за секоја публика. Пианистот Алексеј Готвинос со виолинистот Себастијан Борен и виолончелистот Патрик Деменга. И на последниот ден од музичката програма на фестивалот имаме задоволство да ја слушнеме врвната белгиска виолончелистка Камил Тома во придружба со пианистот Џулијан Брокал. Еден концерт на кој што сум особено горда, бидејќи ова е еден навистина врвен музички уметник, многу познат светски уметник кој што настапува насекаде по светските сцени. Така што оваа година очекуваме уште едно успешно издание на фестивалот Охридско лето со концерти исполнети со многу публика. Ви благодарам. Ви благодарам, селекторка, и за крај драмска програма Здраво, добро дојдовте и од мене и благодарам на присуството на медиумите. Овогодишното издание на Охридско лето ќе донесе една разнолика театарска авантура, разноликост во стиловите, во форматите, во естетиката, во драматургијата. Морам да кажам дека на мое задоволство најзастапени ќе бидат женските ликови со нивните мокни и трогателни приказни, како и нивната комплексна раскош во играта. Но сепак она што ќе обележи овогодишната театарска програма на Охридско лето се трите театарски премиери, од кои што едната е на два домашни театри, а другата е светска премиера на театарска компанија од Калифорнија. Првата театарската програма на 14 јули ќе отвори СНГ драма од Марибор со представата Имакулата, односно Безгрешна, која што е работена според мотиви од романот Заветот на Марија или The Testament of Mary на Колум Тоиби, кој што представува еден своевиден омаж на прирано починатиот Томаш Пандур, кој што претпоставувам сите знаете дека беше еден од најдобрите режисери што земјата никогаш ги носела. Тој стои како потписник на режијата заедно со неговата сестра, која што после неговата смрт ја довршува представата, што значи ова е неговото последно дело и моја огромно задоволство е дека ќе имаме изvedба на последното дело на Томаш Пандур на Охридско лето. Како уметник кој што постојано сака и да испитува и да дава простор на различни перформативни дела, и некако според искуството што го имав од минатите години, што е тоа што недостасува на Охридско лето, оваа година сметав дека треба малку да се отскокне од традиционалната форма на театар и затоа успеавме некако да го добиеме, да го поканиме да биде присутен оваа година. Веќе докажаниот српски, регионален, а веќе и холивудски актер Никола Ѓуричка со свое стендап шоу. Стендап комедијата е нешто кое што е неверојатно уметничко дело, доста паметно, доста мислам сите знаеме што представува тоа, нема потреба зашто да го објаснувам. Само кажувам дека ми е задоволство дека оваа година ќе имаме нешто поразлично од една класична форма на театар. Првата премиера на Охридско лето ќе се случи на 22.7. со представата Галеб на Битолскиот народен театар во режија на Багријана Попов. Тоа е уште една представа со која што главниот лик е нормално женски. После ова следува премиерата на Шекспировата Крал Лир, која што ќе се случи на 28.
јули во продукција на Litmu Theater Company од Санта Барбара, Калифорнија, а во копродукција со Финска, Ерменија, Македонија и представата е режирана од Џон Блондел. Третата премиера на овогодишното Охридско лето ќе биде од театарот Джинот од Велес, ќе се случи на 30 јули, се работи за представата Рацин, работена според делото на нашиот непослушен комунистички романтичар во драматизација на Сашо Димовски, а во режија на Дејан Пројковски. На 18 август на сцената на Дом Сарај ќе настапува Белградски драмски театар со представата Лет на кукавичето гнездо според Кен Кеси и Дейл Васерман, а во режија на Жанко Томик. И овогодишното Охридско лето ќе го затвори, ќе биде затворено со патувањето на Алиса во земја на стравовите по текст на Ева Махковик, а во режија на Александар Поповски и се разбира во продукција на Југословенско драмско позориште, односно Југословенски драмски театар. И како и секоја година, така и оваа година се надеваме дека публиката ќе имаме полни гледалишта и полни срца и задоволна публика. Ви благодарам. Прашање, колеги, дали има? Благодариме и вас.